Турбилионер Харт и вели што е твоето мислење за кето исхрана. Многу добро мислење имам. Многу е актуелно, особено на запад, дури многу болници, многу доктори ја препорачуваат како антивоспалителна исхрана. Се работи за состојба каде што го поттикнуваш телото преку многу мал внес на јаглехидрати, значи кето исхрана генерално што вика? 5% од калориите нека те бидат јаглехидрати, некаде 20 до 25 нека те бидат протеини и 70 до 75 да бидат проценти на масти. Премногу се јаде мрсна храна, затоа што кетозата е процес кај што црниот дроб почнува да создава едни молекули кои што се викаат кетони и тие се практично молекули кои што ги претвараат мастите во енергија и ги заменуваат јаглехидратите, односно гликозата која што би била основен извор на енергија за нашето тело. Така да многу добар процес. Јас на своја кожа ја применив, 3 месеци ја правев некаде од февруар до крај на април или почеток на мај, практично 90 дена беше периодот. Телесни резултати имав супер, некаде 6 до 7% масти намалив, при тоа беа само 3 кила намалени, но во изглед многу се смени, свежината ми беше супер. Има само тука едно прашање, а тоа е дали какво ти е мислењето за месото и како дигестивниот систем ти го поднесува, затоа што за да обезбедиш 70% од твојот калориски внес преку масти, тоа подразбира 2 пати дневно секако да јадеш месо и нормално да вклучуваш можеби помасни кашкавали, да вклучуваш павлака за готвење, да вклучуваш путер и така натаму за да обезбедиш доволно масти. И тоа некои од вас можеби не го поднесуваат, затоа не значи дека кето исхраната е најдобрата. За мене добро функционирала, можеби за вас ќе биде, intermittent fasting, можеби ќе биде медитеранска исхрана и така натаму. Генерално, моето мислење е супер, моето искуство е супер, а и голем дел од научните студии велат дека кето исхраната е одлична.